Лидерот на владеачката партија и премиер, Христијан Мицкоски, изјави дека нема услови за предвремени парламентарни избори, иако Демократската унија за интеграција, според него, има планови да ги издействува. Тој објасни дека постојат две можни сценарија. Ако Демократска унија за интеграција изгуби во Чаир, Тетово и други општини, ќе организира протести со обвинувања за кражба на избори, а ако победи на советничките листи, ќе бара избори со тој аргумент. Мицкоски потсети дека и владеачката партија во 2021 година имала многу повеќе гласови, но останала 3 години во опозиција без да тврди дека изборите биле украдени. За легализацијата на спорни згради во Чаир рече дека тоа се случувало кога Демократската унија за интеграција имала мнозинство и оти предметот е во обвинителството. Додаде дека институциите треба да ја утврдат одговорноста, без разлика за кого станува збор. Лидерот на СДС, Венко Филипче, изјави дека неговата партија нема предизборна коалиција ниту со Демократската унија за интеграција, ниту со левица. Тој не се согласува со ставот на премиерот дека граѓаните имаат само две опции и појасни дека вистинската алтернатива е проевропската, прогресивна опција што ја нуди СДС со квалитетен кадар и луѓе кои веќе покажале резултати. Од друга страна, според него, владеачката партија нуди лажна кампања и празни ветувања, а досега покажала дека не работи за граѓаните, посочувајќи го примерот со блокирањето и изолацијата на Скопје. Во македонското здравство повторно има сериозен проблем – недостиг на онколошки лекови. Според Сдруженијето Хема Онко, 2 недели на клиниката за онкологија не достигаат палбоцицлип и рибоцицлип, клучни за одредени терапии, како и некои додатоци за хемотерапија. Пациентите дел од лековите се приморани сами да ги купуваат, што е голем финансиски товар. Од клиниката велат дека доцнењето е по вина на дистрибутерите, но уверуваат дека лековите ќе бидат обезбедени од утре. Проблем има и со радиотерапијата, се чека испорака, која се очекува за 1 до 2 недели. Пациентските здруженија предупредуваат дека без системски промени, ваквите кризи ќе се повторуваат и ќе имаат сериозни последици по здравјето на луѓето. Во Македонија секоја година се фрлаат над 15.000 тони храна, што значи загуба од речиси 30 милиони евра, предупредува Банката за храна Македонија по повод меѓународниот ден на свесност за фрлање храна. Парадоксално, државата е меѓу најсиромашните во Европа, а истовремено и меѓу водечките според количината на фрлена храна, најмногу леб, овошје, зеленчук и млечни производи. Председателот на банката, Душко Христов, вели дека со правилно управување со вишокот храна би можеле секојдневно да се нахранат најмалку 26.000 луѓе и бара системско решение за донации. Експертите нагласуваат дека покрај економските, фрлањето храна има и еколошки последици поради емисија на штетни гасови. Тие повикуваат на поголема свесност, институционална поддршка и вклучување на приватниот сектор за истовремено справување со отпадот и сиромаштијата. Министерството за образование и наука информира дека сите студенти кои веќе користат стипендија и ги исполнуваат условите за продолжување, можат да аплицираат од 1 до 30 октомври 2025 година. Апликациите се поднесуваат електронски на портало, каде студентите треба да прикачат потврда за запишан семестар или година, уверение за положени испити, образец со успех од претходните години заверен од факултетот и копија од индексот. За да го продолжат правото на стипендија, студентите мора да имаат положено 80% или 90% од предвидените испити, во зависност од типот на стипендија, и да го задржат просечниот успех предвиден во договорот. Европа го враќа рударството во фокус со законот за критични суровини, стремејќи се да ја намали зависноста од увоз и да поттикне локално производство, преработка и рециклирање. Иако побарувачката за минерали расте, не достигаат инвестиции и доверба кај инвеститорите, што ќе биде тема на предстојниот Metals and Mining самитот во Лондон. Бакарот е во центарот на вниманието како клучен за енергетската транзиција, со прогнози за глобален недостиг во следните години. Дополнително, геополитиката и ресурсниот национализам, како во случајот со Конго и кобалтот, ја зголемуваат неизвестноста. Европа се обидува да изгради индустријска автономија, а пазарот за рударска опрема ќе расте со електрификацијата и автоматизацијата на рудниците. Македонија, иако мал производител, е директно погодена од глобалните ценовни шокови. Домашните рудници како Злетово, Тораница, Саса, Бучим и Боров дол имаат значајна улога, додека проекти како Иловицаштука и Плавица остануваат блокирани. Во иднина, секторот ќе биде уште подинамичен, со потреба од сигурност, транспарентност и усогласување со меѓународните стандарди. Конзорциум од 9 големи европски банки, меѓу кои ING, Unicredit, SEB и други, работи на лансирање на сопствена стабилна криптовалута поддржана од еврото, со цел да се зголеми финансиската автономија на Европа. Криптовалутата се очекува да биде пуштена во употреба кон крајот на 2026 година, во согласност со регулативата МИЦА на Европската унија, која бара стабилните монети да имаат реални резерви и забранува алгоритамски модели без покритие.
Користењето на блокчейн технологија треба да обезбеди ниски трошоци, 24-часовно порамнување на трансакции и можност за програмабилни плаќања. Европската комисија исплати нова, шеста транша од 835,6 милиони евра до Хрватска преку механизмот за отпорност и закрепнување. Средствата се наменети за реформи и инвестиции во области како здравство, борба против корупција, развој на водород, управување со водни ресурси, електрични мрежи и енергетска безбедност. Со ова, вкупно досегашно Хрватска добила 5,3 милиарди евра, што е околу 53% од вкупно предвидените средства во рамките на нејзиниот план за закрепнување. Председателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, го поздрави мировниот план на Доналд Трамп за Газа и повика конфликтот да се запре, да се овозможи итна хуманитарна помош и да се ослободат сите заложници. Во Шпанија, провинцијата Сарагоса беше погодена од силно невреме кога за само 15 минути наврнаа 20 литри дожд по квадратен метар, предизвикувајќи поплави и хаос на улиците. Најпогодени беа местата Куарте, Кадрете и Марија де Уерва, каде што жителите останаа заробени во домовите, а канализацијата не можеше да ја прими водата. Итните служби интервенираа во над 120 случаи, спасуваа луѓе од поплавени куќи, евакуираа автомобили и извлекуваа заглавени лица, како во градот Кастелјо. Слична слика имаше и во регионот Валенсија, каде што наврнаа и до 57 литри дожд за 35 минути, со поплавени патишта и прекинат сообраќај. Од понеделник, екипите започнаа со расчистување на калта и оштетените улици, додека пожарникарите и цивилната заштита продолжуваат со спасувачки акции и процена на штетите. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Во Скопје променливо облачно со сончеви периоди. Ќе дува слаб северен ветер. Денес се очекува и преодно стабилизирање на времето. Од среда кон крајот на денот се очекува нов влажен и постуден бран со пообилни врнежи од дожд. Температурата ќе биде во значително опаѓање.